Колешки и колеги, драги мои пријатели, добре дојдовте на едно куцо предавање кое е на тема фактички парафразирано апокрифниот Бог во поезијата на Блаже Коневски. Вие знаете дека оваа година е јубилеот на Блаже Коневски и затоа ова предавање го замислив како едно расчитување на една песна од Коневски, значи нема да говорам in extenso, ќе говорам врз конкретен текст и ќе се обидам да ви покажам дека ликот на Бог во поезијата на Блаже Коневски има фактички апокрифно потекло. Ќе се одлучив или ја зедов песната од земање на силата, моја омилена песна од Коневски, затоа што таа песна е, според мене, можеби и најблиску до филозофијата на така наречената слабост на силата, нешто што е обидена тема на многу светски и световни филозофи, но исто така е и теолошка тема. Многу теолози и теозофи се занимавале со прашањето на силата, а Коневски уште од својот наслов веќе укажува на поимот одземање на силата. Значи, него не го интересира стекнувањето на силата, туку одземањето на силата. Интересно е дека оваа песна си нуди еден свој предклуч за нејзино читање, за нејзино уклучување. Станува збор за мотото на песната, која е всушност една народна легенда. Тоа значи дека фолклорот, кој за Коневски, како што е познато, беше важна ризница за современиот поет, веќе во самото мото на песната стои повикување, еден интертекст на фолклорниот текст, на колективното народно творештво, и таа народна легенда гласи вака: преправен на питач, Господ го пречека Марка кралета крај патот. Во една торба беше ја збрал тежината на сета земја. Синко, стар сум, подкрени ми ја торбава на рама. Марко ја подзеде со врвот на копјето и земјата се затрес. Што сум сторил јас, си рече Господ во себе, и му ја остави само третината од силата. Сега, ова народна легенда, која е предтекст, фактички, интертекст на песната на Коневски што ќе уследи, е веќе апокрифна самата по себе. Јас сакам да укажам дека македонскиот фолклор, а тоа го знаат фолклористите многу подобро од мене, има една постојана богомилска жичка или апокрифна жичка, која најверојатно потекнува од традицијата на богомилите во Македонија, затоа што ликот на Бог во тоа народно творештво речиси никогаш не се совпаѓа со онаа негова теолошка слика или теолошка представа. Интересно е како во тоа наше народно творештво, кое Коневски го наследува, нели, како предтекст за својата песна, Бог секогаш има апокрифни црти. Односно има црти на суштество кое е грешно во известна смисла или познати му се и лошите страни или познато му е дури и злото. Нема да навлегувам овде, туку само ќе потсетам и на она Рацинова обсесија од богомилите и него го интересираше зошто Бог знае да биде понекогаш и зол и судов, како што и Коневски во оваа песна од земјање на силата ни понудува слика на еден несовршен Бог. Значи, од теолошка перспектива, оваа песна на Коневски е апокрифна песна, а ние уметниците, нели, и проучувачите на книжевните дела, знаеме дека апокрифното е самото по себе привлечно за уметникот, затоа што уметноста секогаш се базира на поимот на одстапка од нормата или од нормативот, па дека дури и поимот стил не би бил во
возможен доколку стилот не е отстапка од некоја норма. Дефиницијата на метафората како алогизам или како семантичка грешка од аспект на логиката на семантиката, доволно говори дека уметноста сама по себе е апокрифна во таа смисла, затоа што поимот на стилот е веќе апокрифен поим во една најширока смисла. И сега во ова мото, кој фактички е интегрален дел од текстот на Тесла, или, кажано со зборовите на теоретичарите на поезијата, тој е метонимиски нуклеус, од кој потоа ќе се породи цел еден метонимиски грозд, тоа е новата песна, нели, песната на Блаже Коневски, ви го свртувам вниманието на синтагмата се престори на питач. Значи се стори питач. Апокрифноста е тука во тоа што тој поим се престори подразбира мимикрија, односно го подразбира поимот маска. Упатувам овде на една многу важна расправа околу игрите што луѓето ги играат, книгата на Роже Кајоа, која е преведена на српски, ја имаме, мислам дека се вика Игри и људи. Таму тој вели дека една од игрите умирени на луѓето е токму маскирањето и од тука веќе го влечеме и поимот карневализација, затоа што карневалот подразбира еден масовен собир или ритуал под маски. Карневализацијата е проучувана и вие знаете дека Бахтин говори за тоа, знаете дека и таа е дел од постмодернитетот на уметноста и дека без тој поим ние не би можеле да објасниме многу постмодерни уметници. Меѓутоа, овдека, значи, имаме еден, во ова народна легенда, имаме еден карневализиран бог. Веќе со тоа тој е апокрифен, затоа што оној кој од теолошка перспектива е семоќен и невидлив, да стави маска за да го прикрие својот идентитет, веќе значи, според Роже Кајоа, да чувствува одреден страв од свет. Според Кајоа, игрите со маска, кои се често придружени и со транс, со однесување во транс кај човекот, значи создаваат транс, тие игри всушност под маска служат да се прикрие идентитетот затоа што се чувствува страв да се постапува без маска со лице онака како што сака да се постапува. А карневалското однесување е обично разуздено однесување или однесување во кое се е дозволено. Значи нема да правам се овде историјат на карневалите од Дионисовите свечености до денес, меѓутоа ќе кажам дека секогаш маската му овозможува на маскираниот да се ослободи од својот страх. И сега ако вие, како народен творец, анонимен и колективен, на Бога му ставате маска, во една народна легенда, тогаш вие автоматски сакате да пренесете порака дека тој Бог е плашлив. И во самото мото, стои дека кога Марко Краде ќе ја открене целата тежина на земјата или целата земја, Бог се прашува што сум сторил јас. Поубава реплика, драмска за изразување, или поубав монолог краток за изразување на собствениот страв, не може да постои. Но проблемот е што таа реченица ја изговара оној кој е семоќен. Сега, внимавајте, веќе во самата таа легенда наша народна, која Коневски е извадил како бисер, како дијамант, со кој ќе почне неговата песна, веќе лежат сите прашања што Достоевски ги поставува во својата индивидуална уметничка реч. Едно од тие прашања е, ако Бог е веќе семоќен, тогаш на Бог му е се и дозволено. А ако му е Бог
ако му е на Бог се и дозволено, зошто да не му е дозволено и да се маскира. Но, внимавајте, апокривноста на ова мото се судира жестоко со она доктрина на теодицејата или одбраната на Бога, која вели дека на Бог му е навистина се дозволено и според тој да се маскира како пикач, за некому да му одземе сила. Но таа теорија за или филозофија на теодицејата не учи дека иако на Бог се му е дозволено, не значи дека се му е и потребно. Зошто би ставал Бог маска за да си дозволи се? Значи, тој може, Бог може, бидејќи е всемоќен, да направи дури и камен толку тежок што не ќе може да го крене. Би можел и тоа да го направи поглед на својата всемоќност. Но тој тоа не го прави, затоа што не му е потребно, а што не му е потребно? Не му е потребно да се искушува себе си. Во оваа народна легенда, фактички, иако изгледа дека Бог е, како да кажам, дека го искушува, нели, Марко Крале и сака да му ја одмери силата, тој всушност се искушува себе си. Или Бог постапува спротивно на својата сушност. Неговата сушност е јас сум всемоќен, но не правам се што може. Значи има мера во тоа што се можам да направам, но не смеам да се доведам себе си во искушение. Токму во такво искушение паѓа Бог во ова мото, на кое се повикува Конески, и потоа се случува истото и во песната на Конески. Сега, поминувам на самата песна, затоа што во неја имаме многу, како да кажам, елементи кои упатуваат на тој апокрифен постмодерен Бог и дури упатуваат на тоа дека во оваа песна веќе можеме да согледаме постмодерни елементи во поезијата на Конески. Во моментот на појавувањето на оваа песна, тие моменти не беа видливи за критиката, меѓутоа ние, кои подоцна се развивавме и под влијание на теоријата на постмодерната и под влијание на постмодерната уметност, посебно на оној неизин огранок што го викаме апокриф или апокрифна книжевност, веќе можеме да кажеме дека Конески влегува и во постмодерното поетско искуство. Песната започнува вака: Ти што ми даде неимоверна сила, да растам мускулесто како даб на глуждови, да се израдувам млад од своето чаталење или стеење, да шалавам наивен, ти што ми даде да сетам дека и земјата можам да ја поместам, имавајте сега, да ги застанам, значи, јасно е дека интонациониот клуч или виолинскиот клуч на интонацијата, со тоа обраќање ти, веќе содржи известно обвинување. Ти што ми ја даде силата, нели, потоа доаѓа, зошто сега ми ја одземеш, нели? Вито внимавајте овде, ти што ми даде да сетам дека и земјата можам да ја поместам. Веќе на оваа точка, ние стануваме јасни дека тој лирски субјект што се обраќа до тоа Божие ти, на ти, дека тој лирски субјект веќе е во известна смисла острастен или осилен, или ако сакате, осоколен. Што тоа значи? Тоа значи дека веќе во тој лирски субјект се гледа еден разочаран антропоцентрик. Нашето време е време на антропоцентрици и на главно доминантна антропоцентрична секуларна филозофија. И не треба многу, како да кажам, превод на овој стих во нешто што би било стварносен корелат од нашата стварност. Доволно е да ве подсетам дека ова
ти што ми даде да сетам дека и земјата можам да ја поместам, мене ме подсетува многу на антропоцентричните острастености на еден Илон Маск, кој што сака да ја помести земјата на нас. Значи, сака да оствари, како што тоа го вика, терификација на Марс, односно да го насели Марс и фактички земјата да ја помести со се тие веројатно одбрани жители што ќе живеат таму. Така што ова песна веќе навестува еден цивилизацијски климакс на антропоцентризмот и на населениот човек. И вели вака, значи, ти што ми даде да сетам дека и земјата можем да ја поместам, мој Боже, и внимавајте се, зошто се уплаши од мене, зошто во непромислен страв, ете го стравот од онаа маска на питачот, нели, ја измени својата првобитна намера, зошто ми ја одзеде сила. Кај Конески јасноста или транспарентноста на стиховите обично крие најдлабока филозофија. Со наједноставни зборови, овде е кажано дека Бог не може да биде совршен доколку се плаши од оно што човекот го прави. И сега, бидејќи му ја одзема силата, поетот, односно лирскиот субјект, продолжува да говори во една интонација на изневерен човек. Вели, јас ти приоѓа во мислите како на родител што му се приоѓа. Идев со проста верба на дете, што затрчано се враќа од играње да земе краишник од ноќвите, јас те знаев свој закрепник, усмернат на мене, задоволен од бистриот вир на мојата душа. И вели, добродушно грижен, и не можев да те замислам инако. А ти, семоќен, ти се престори на питач. Еве го оној јазов, а покритен за кој што говори. Повторно искажам во вкупно 5-6 зборови. А ти, семоќен, ти се престори на питач. Овде е детектиран слабоста на Бог. Ако си семоќен, ти можеш да се престориш и на питач и да ми измамиш. Меѓутоа, каде е твојата мера да не се искушуваш себе си и да ја одземаш силата на она што еднаш си му ја дал? Ако е Бог непогрешлив, нема право на премислување. Ако не ски вери, нели, зашто ја промени својата првобитна намера. Сега, овде ние можеме да кажеме дека овој апокрифен Бог со таа своја суровост веќе наликува и на старозаветниот Јахве. Сите кои ја читале Библијата знаат за таа крупна разлика, затоа што Јахве е суров Бог, неговото лице е строго, тој знае да казнува, додека новозаветниот Бог е Бог на љубов и на проштевањето. Така што овде може да се каже дека Конески на некој начин повторно со еден мета-интертекст упатува на фолклорот или на мотото на неговата песна, затоа што упатува на тоа дека можеби нашиот фолклор од секогаш бил преокупиран со старозаветниот Бог, а не со новозаветниот. Тоа е прашање сериозно и за размислување, затоа што Јахве е навистина суров Бог и често и љубоморен, и не треба повеќе да се каже за него исуетен Бог, не треба за тоа повеќе докази од книгата за Јов. Затоа што во таа книга фактички, поради надпревар со ѓаволот, а се надпреваруваме исклучиво од суета, тој решава да му докаже на ѓаволот дека Јов е неговиот најдобар верник. Зашто Јов сурово страда? Значи, Јов не страда заради своите гревови кои ги направил, туку страда само
за да послужи како доказ на Божјата суета пред ѓаволот. И Бог да му каже, гледај какви верници имам јас, коите не се така. Тие кои веруваат некаде, апсолутно не се одликуваат со таква незапрашаност над незаслуженото страдање. Значи, тие кои навистина веруваат во Бога, како Јов, никогаш нема да се прашаат зошто Господ. А оваа песна на Конески прашува зошто. Зошто ја измени својата првобитна намера. И понатаму вели, ти се облече во партали и така натаму, ти се испише на лицето мака на постанат старец, слеп се направи. Внимавајте. Ние кога предаваме наратологија, кога го предаваме оној така наречен омнисцентен раскажувач или омнипрезентен раскажувач, ние секогаш фактички знаеме дека тоа е една теориска метафора или теориски превод на теолошкото поимање на Бога кој е насекаде и кој гледа и слуша се. Да се направи слеп Бог, тоа е едно од најсериозните обвинувања, нели? Ама водете сметка дека обвинувањето доаѓа од острастен човек. И сега, може би е време уште на оваа точка од предавањето да кажем. Зошто овој човек е сега острастен? Кога ја имал целата сила, оти Бог која ќе види дека нели може да ја крене крали Марко земјата комплетно, тој му остава само третина од силата. Му одзема 2/3 и му остава 1/3. Многу е тоа двосмислено затоа што додека ја имал сета сила, Марко немал свест дека е острастен човек, дека е антропоцентричен. Дури откако ќе му биде одземена силата, тој се острастува, зашто доказ е неговиот гнев. Интонацијата на песната е едно постојано гневно обвинување на Бог. И вели вака, да не ја забележам лукавоста скриена во твоите очи. Значи, овде веќе целосно се соголува преку синтагмата лука Бог, апокривниот карактер на римскиот субјект, затоа што името на оној, ѓаволот или сатана, второто име е лукавиот. Така завршува и молитвата. Вообичаената Отче наш. Вели, само подобро да ме подбидеш, да ме купиш, да ме премериш на кантар и после да ја покажеш сурово својата власт над мене. И сега, покрај асоциацијата на Јахве, можно е, во оваа песна и токму само во овој стих, да е скриена и асоциацијата на световната власт. Може би се крие овде и една идеологема, да ја покажеш сурово својата власт над мене, тоа веќе може да асоцира и на моќта на политиката. Значи Бог, покрај тоа што става маска, што значи преплашен, покрај тоа што е разузен, покрај тоа што е завидлив на силата, на оно што го создал, значи завидлив на своите креации, покрај лукавоста скриена во своите очи, уште практикува и сурова власт. Повторно тука доаѓаме до еден поим на ајде овој човек е острастен, и тој е човек, и за него е вообичаено да има антропоцентрична визија, но тој го сведува и Бога на човек. Му ги припишува, значи, сите слабости што еден човек од една теолошка, па и филозофска гледна точка може да ги има. И продолжува таа тирада на обвинување, па дури сега интонациониот клjuč се менува, до сега беше гнев и обвинување, а сега почнува и сожалување од страна на човека кон Бога. Вели, мој Боже, зошто до толку се понижи, за да ме поништиш мене? Значи, сега веќе интонацијата, затоа Конески покрај како семантема треба да се чита и во интонационен клjuč,
односно од аспект на говорни чинови, нели? Ова е веќе сожалување. Затоа што кога некому ќе кажете зошто до толку се понижи, вие фактички го сожалувате. И затоа е песната богата со такви емотивни деклинации, интонациони деклинации од аспект на говорните чинови, значи од аспект на една комуникацијска ситуација. И вели, не мислеше ли дека еден човек ќе сведочи за миг на твојата подла слабост? Сега вие цело време сте на оваа клацка. Дали Господ, кој навистина му позавиде на кралена, е тој што греши и станува против себе и својата совршеност, одземајќи му 2/3 од силата и ја одмазлюби? Или овој човек е толку острастен што не може да се помири без да праша зошто му ја одземува сила. Да се помири со одземањето на сила. Внимавајте, острастеност и во филозофијата, и во теологијата се дефинира како чувство дека ви одземена полнотијата на битие. Острастениот човек сегогаш тврди дека нешто му одзема. Ја нема полнотијата на битието. Животот поминува покрај него, тој нема чувство дека го живее. И сака уште. Таков е човекот во оваа песна на Конец. Она што е страшно апокривно, не страшно во смисла хорор или ужасно, што е многу апокривно, е што е Бог речиси еднакво острастен колку и тој човек кој еве го обвинува Бог. Во легендата која е мото на песната, ја нема таа острастеност на Бог. Ја нема, таму само стои една реплика, што сум сторил јас, си рече Господ во себе. Тоа е само една реплика која покажува страх. Меѓутоа, во овој монолог лирски, на лирскиот субјект, ние добиваме еден острастен Бог. Еден Бог кој што фактички не смее да биде тоа што не смее да биде таков каков што острастениот човек го прикажува. И сега доаѓаме до главно. Дали, и тука е песната голема, дали острастениот човек, затоа што е острастен, ни произведува слика на острастен Бог, или острастениот Бог на вистина постои сам по себе и нужно, како острастен Бог, ќе создава само острастени луѓе. Песната е затоа, велам, голема, затоа што таа поставува опасно прашање. Дали е вистина она што обично теолозите го велат како догма христијанска, дека Бог не направил совршени, само затоа да можеме ние да се усовршуваме. И дори постои една изрека кај теолозите, многу често ќе ја чуете, ќе речат Бог е великодушен, затоа што на човек му дал нешто што самиот Бог го нема. Што е тоа нешто што му дал на човека, а самиот Бог го нема? Тоа е можноста да се станува подобро. И може би тоа одземање на силата 2/3 и оставање само 1/3 е добра намера на Бога, затоа што кога ќе ви одземе, вие ќе се трудите сами да станете подобри и да ја вратите таа сила. Еве го тоа место кај што Коневски буквално, како да ги читал теолозите и филозофите кои се занимаваат со теолошки прашања, вели вака. Еве го тоа место каде што буквално го поставува тоа прашање. Дали на вистина човек има едно нешто како подарок од Бога, што Бог го нема, а тоа е можноста да стануваш подобар. Бог не може да стане подобар затоа што е совршен. Таа можност му е дал на човек. Еве го тоа место. Сега ќе го најдам. Вели вака. Мој Боже, чади во Твоите раце гламната со која ми ги подгоре крилата, целата моја сушност се накрева против Тебе,
во гнев, моето срце те проколнува, не чекам одговор од тебе унижен. Сеќавам сепак во мене нешто што те надминува. Значи, човекот сеќава нешто во себе што го надминува Бога. Дали е тоа таа теолошка теза дека Бог себе си се лишил од можноста да станува подобар затоа што таа можност најблагодарно и со голема љубов му е дал на човек. Му ја оставило човекот. И конески тоа и го допрецизира. Вели, сеќавам сепак во мене нешто што те надминува, што си го имал, можеби. Значи, можеби и Бог имал шанса да станува подобар, но си го отуѓил кога не создаде да откинеш од мака. И овој наш човек останува, нели, сам, низ дума, ни треба да го барам патот на мојот живот. Овде некаде ќе привршам, затоа што договорот е околу 30 минути да биде тоа моје обраќање, со најважното прашање од што сакам да го запомните од ова моја прошетка низ песната Земјање на сила. Најважното прашање според мене е дали овие стихови во кои Конески, односно ливскиот субјект на Конески, му се обраќа на Бога и му вели, дали и ти си имал шанса да станеш подобар, а си ја отуѓил кога си не создал. Тоа докажува дека во поезијата на Конески зад секој стих се крие богато архивирано знаење. Блаже Конески е можеби нашиот највелик и најголем поета доктор. Оваа моја истрага полициска на некои негови стихови не одведе до најклучните прашања на теологијата и филозофијата која се занимава со Бога. Тоа значи дека Конески, иако никаде експлицитно не напишал поезија која би ја класификувале како религиозна, како православна, како химнична во однос на Бога, идеално бил упатен во клучните прашања околу постоењето и сушноста на Бога. Од кои извори е тоа? Дојдено кај него, како и секогаш кога станува збор за Конески, нема да го знае. Тој ќе остане енигма. Ние ќе предпоставуваме дека е можеби тоа преку руската школа, преку Достоевски, преку руските филозофи, преку руските теолози и така натаму. Сакам да кажам, ова е поезија која е чиста есенција на прочитани книги кои никаде не се покажуваат. Значи, во некоја смисла вие имате и постмодерни поети кои ќе постават вакво важно прашање во филозофијата, имаат потреба дури во својата песна да стават фустнота па да кажат кој е тој филозофски проблем и кај кој филозоф или мислител е поставен. Кај Конески тоа го нема. И неговите песни се секогаш еден огромен, богат, археолошки слој на знаења по кој треба да копате во длабочина и интензо, за да знаете, за да сватите големината на тој стих кој обично е изразен со наједноставни зборови. Ете, јас толку имав за вас во ова предавање, кое е замислено само како едно расчитување на песната. Јас сум задоволен доколку ве покренам на размислување околу овие неколку семантички акценти што ги извои од неговата, повторувам, според мене, можеби и најдобра песна од Земјање на силата. Таа има една песна Близнак, таа е онаа за Болен Дојчин, која исто така ја тематизира силата, но таа е многу поограничена во оваа филозофска и теолошка смисла. Иако почнува, нели, со она кога бев преполн сила, што придојдува како матна речна глава, кога се сетив вреден за мојот подвиг, достоен за слава, кога ми закрепна гласот за најдлабок збор и раката за најтежеве, тогаш се сломив, паднав како црешово дрво од премногу род, но таа веќе
влече кон една друга теолошка книга која се крие зад неа или друга теолошка книгата, тоа е она теолошко тврдење, па и филозофско тврдење дека изобилието често се плаќа со крах или со пад, затоа што додека собирате многу, вие на своите плеќи товарате тежина, така што и знаењето вие на некој начин, знаете, во знаењето вие се трудите да земете што повеќе, што повеќе, што повеќе, а ова песна на Болен Дојчин преку болеста ви кажува дека треба да се ослободувате од вишок од сила, затоа што тој вишок сила едноставно ви ја одзема силата и затоа мудроста е пред знаењето, мудроста е ситуација во која вие се ослободувате од се што не ви е потребно. Мудроста е спротивна тука на знаењето, знаењето собира и што ви е потребно и што не ви е потребно, а мудроста е ослободување од непотребното и задржување само на најнужното. Ете толку, ви благодарам што бевте со мене, ве поздравувам и ви